Ке биде ли Македонија повторно ставена во тесно и приморана да стави потпис на нов договор со Бугарија? Откако официјален Париз најави интензивирање на средбите со двете страни, бугарските медиуми откриваа дека Макрон повторно имал телефонски разговор со Румен Радев, на кого му порачал дека има нова понуда за билатералниот спор и е подготвен да биде гарант на добрите односи. Според пишувањата на бугарскиот 24 часа, понудата на Макрон била подпишување на нов договор, настрана од договорот за добрососедство, кој требало да биде подпишан во Париз. Сепак ставот на Радев останал непроменет, дека мора да бидат исполнети сите бугарски барања за симнување на ветото. Макрон не е сам во идејата за нов договор помеѓу Македонија и Бугарија. Поддршка стигна директно од германскиот канцелар Олаф Шулц, кој изрично бара на новиот документ концизно да бидат наведени условите за почеток на преговорите за приклучување на Македонија кон Унијата. Македонските власти за сега не зборуваат ништо на оваа тема, ама затоа еврокомесарот Оливер Вархеј од Охрид порача дека вистинската интеграција мора да започне сега. Да бидам искрен со вас и веројатно не би требало да го кажам ова како комесар, но ова навистина не е интересно. Ова воопшто не е интересно за нашите луѓе во Европа или за луѓето на Западен Балкан. Затоа што сметам дека нивното главно прашање е кога ќе живееме како што живеат во Европа. Кога ќе ги имаме истите прилики и можности, економски, општествено, како што ги имаат луѓето во Европската Унија. И кога ќе дочекаме сите бариери да бидат отстранети меѓу ЕУ и Западен Балкан. Од Охрид Вархеј заминува во Софија на разговори со тамошните власти, а во Скопје пак доаѓа германскиот канцелар Олаф Шулц. Во меѓувреме, бугарските историчари кои толку жестоко ја најавуваа презентацијата пред европретениците во Страсбург доживеа дебакал, па нивниот проект Вистината за Македонија во празна сала ја слушнаа само 6 представници. Со тоа падна во вода уште еден обид на бугарските организации да наметнат слика дека Македонија е таа која ја искривува историјата.